Почитуван колега, цела ваша дискусија беше ова ќе се направи, ќе не се направи. А во моментот не е ништо направено. А тоа што вие ќе правите, вице-премиерот Анѓушев и министерот Бектеши, 16.10.2019, готово сега, олку, толку, 62 мегабати. Нема, лага, секој ден лаги, зато сме нова дередже. Во рек дали знаете што се случува? Еве не го спомнав тоа, вчера реков неспособно раководство. Ама не само тоа што вие го прогласивте неспособно, ги зменивте луѓето, значи вие ги прогласивте неспособни. Така е, ама треба малку погоре. Тој што ги давал насоките. А не тендери во 4 очи. Во Битола не мора вработен врек да прашате. Ојте на улица, прашајте ги луѓето. Дали има фирма која што не е рекетирана? Нема. Значи друго место биле насочени луѓето. Пуштат блок 1. Ова беше, знаете како, притисокот од вицето, од јавноста, не друго сакам да кажам. Притисокот од јавноста беше толку голем, што почне на брзина. Излезе документ, инженерите им велат за третиот блок. Трансформаторот има опасност дека ќе се запали. Не, на брзина се пушти, се запали. Пуштат блок 2. Денес го пуштат, утре им испаѓа од работа. Се ние во Битола знаеме дека пукна цевка, што може да се случи. Ама излегва елем со соопштение. Ние редовно по редовните планови го исклучивме блокот. Лага е. Се лага. Значи вие убаво, како пратеници, имате визија, слушате, ќе прават ова. Нема луѓе, не се прави. Нема струја и тоа е фактот. Тоа е реалната ситуација. 250 евра кошта. Кај има бе луѓе држава кај што МЕПСО упаднал ненајавено во електроенергетскиот систем? Кај го има тоа, нека ми кажи некој. Значи крадел. И за тоа плаќаме 15 милиони евра. И немојте овде да релативизирате. Имаме проблем. Сериозен. Ама вие го продлабочивте. Ма како не го продлабочивте? Вие сте на власт кои сакате овде колективна одговорност. 5 години сте. 5 години сте. А што се однесува до проектите, нема да ги замарам овде пратениците. Ќе ви ги дам вас да ги читате. Она што ВМРО ДПМН не го има инвестирано, вие ни на сон не можете да го замислите. Ништо. Еве ќе ви ги оставам проектите, да си ги читате, ги немате, не. Колку ВМРО ДПМН е инвестирало, за да не прашувате постојано. Вашето е нула инвестиција. И не ми одговоривте, бидејќи повторно барате реплика, дали верувате дека 900.000 тони ќе се донесат во рек? Одговорете овде, одговорете. Како ќе се донесат? Не, знаевте дека нема да ви врви денес дека ќе се инвестира во други наоѓалишта, бидејќи одма ќе речевме тогаш зошто набавувате или во идни само, не ништо, нека не се копа, ќе набавуваме од Косово, од Албанија. Одговорете овде експлицитно. Како ќе се донесат 900.000 тони јагле? И дали ќе се донесат? Лага ќе биде пак, да знаете. Само чисто е да се замаја јавноста. А пак може би, ајде да погодиме со камиони, пак ќе се носи тоа. Со камиони ќе се носи. 200 за еден блок. 500, 600 за сите блокови. Дневно. Па сигурно толку камиони не вервам, ако во меѓувреме набавува дури трет тендерот. Колегата Чаракчиев.